Македонија не ја доби долго најавуваната препорака за почеток на преговорите со Европската Унија. Наместо тоа, доби заклучок дека во јуни 2019 година ќе се направи евалуација колку од спорните прашања сме ги подобриле како држава, па врз основа на тоа ќе се одлучува дали и кога во иднина ќе ни се определи датум за почеток на преговори. Ова денес на пресконференција го кажаа од штипскиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Најважни се причините поради кои сме одбиени, а пораката е јасна. Неисполнети основни предуслови од извештајот на Прибе и планот 369, особено во однос на владење на правото, судството, администрацијата и корупцијата. Тоа се истите работи на кои ВМРО ДПМНЕ гласно укажуваше во изминатиот период дека е опасно за една држава да донесува закони на шверцарски начин, да притвора пратеници со партинички имунитет, да носи партизирани судски одлуки, да го крши уставот, законите и деловникот на собранието, да отпушта од работа поради партиски интереси и слично. Овој заклучок на Европската Унија е јасен знак дека државата е на погрешен пат. СДС се откажа од Македонија како држава, го загрози македонскиот идентитет и го клекна системот на колено. Од друга страна, локалниот огранок на СДСМ Штип излезе со сосема спротивен став. Според нив, за само една година Македонија е вратена на евроатлантскиот пат, благодарение на политиките и меѓународниот рейтинг на оваа влада. Од заробена и изолирана земја, денес Македонија е пример за решавање на отворени прашања во интерес на граѓаните. Почитувана држава, партнер, пријател со соседите и светот. Доказ за тоа е и вчерашниот добиен датум за преговори со ЕУ во јуни 2019 година, со кој што се отвара патот за старт на евроинтеграцијата на нашата земја. Успесите и лидерството се препознаени од целиот демократски свет. Ваквиот успех на меѓународен план влие и врз позитивните движења во економијата, раст на платите, повеќе пари кај граѓаните и повисок животен стандард. Датумот за преговори, како известната покана за влез во НАТО, за граѓаните од нашата општина и целиот Штипски регион, ќе значат и повеќе домашни и странски инвестиции, зголемена помош за земјоделците, развој на инфраструктурата и зголемен животен стандард за сите граѓани. Реакциите на двете партии доаѓаат по вчерашната одлука на Европскиот совет за старт на преговори со Европската Унија во јуни 2019, но под услов Македонија да го исполни целосно договорот за името со Грција, да ги спроведе итните реформски приоритети и да добие нов позитивен извештај од Европската комисија, како и одлука на Советот на Европската Унија.